Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Стефан Крстевски, а вие гледате Fame Code. Во вечерашната емисија имаме една жена која храбро се бори да го исполни својот животот со ништата. Инфлуенсерка, моден дизајнер со свој бренд, професорка, а пред се жена и мајка. Во вечерашната емисија со нас Маја Кикириткова. Маја, добро вечер, кажи ми како си вечерва. Добро вечер, пред се ти благодарам за поканата и навистина се чувствувам во вашето студио топло како дома. Ти благодарам, Маја. Морам да те пофалам дека вечерва изгледаш прекрасно, дали можеби носиш некоја твоја креација? Ти благодарам. Да, ова е од последната колекција од Елеазар, така да практикувам на секој јавен настап да бидам облечена во мој дизајн. Нешто твое, да, ние во изминативе денови се сретнавме на неколку настани и морам да те пофалам дека секогаш изгледаш средано, скоцкано, уредно и претпоставам нели кој што кажа во нешто твое. Па колку време ти треба да се спремиш, како доаѓаш до инспирацијата за еден изглед и што точно ќе носиш баш таа вечер? Обично за секој настан, или нормално знаеш и ти како е, однапред знаеме барем 10 дена за тој настан, така да има време за да се припремам. Доколку има дрес-код, го почитувам дрес-кодот. Доколку нема дрес-код, гледам да се прилагодам на самата пригода. Најчесто носам облека од тоа што го имам дома, го комбинирам на различен начин за секојаш да изгледа различно, но доколку е некој по-специјален настан каде што бара специфичен дрес-код, тогаш и знам и да изработам специјален дизајн за настанот. Кога се средуваш вака, дали ти е побитно ти да се осеќаш убаво и се средуваш пред се заради тебе или како ќе те видат другите луѓе или ете на настанот? Секогаш заради себе, затоа што доколку јас не се чувствувам убаво, мислам дека и другите нема да ме доживеат. Пред се треба да се една жена, треба и маж, небитно дали е жена или маж, треба да се средува ради себе, затоа што како што кажав, убавината доаѓа одвнатре. Ако зрачиш со убавина, ако убаво се чувствуваш, убаво и ќе изгледаш. Нормално тоа надополнето и со целокупниот физички изглед во облека. Сега ме те прашам дали важи тоа и кај тебе. Например, јас кога ќе сум среден убаво, кога убаво изгледам, имам автоматски повеќе самодоверба, се чувствувам поисполнето, помоќно на некој начин да кажам. Да, дефинитивно, значи затоа никогаш на брзина ако треба да излезам од дома и ќе облечам било што ќе ми се најде при рака, бидејќи треба во рок од 5 минути да излезам, без разлика дали треба дете да земам од градинка или било што, едноставно не се чувствувам убаво во своја кожа. Секогаш поголемиот дел од времето практикувам. Енергијата е друга. Да, енергијата е друга, практикувам да изгледам убаво ради себе пред се. Да. А дали си цело време средена и кога си дома? Како изгледа Маја дома? Не, многу чудно, јас многу ретко се шминкам и некако недалава се за честија настани каде што треба секојдневно да се шминкам и баш пред да дојдам овде на сопругот му се разговараме, му викам леле сега пак треба да се шминкам, утре пак треба, задутре пак треба. Некако 4 дена, вчера исто 4 дена поред ми се зачести шминкање. Јас сум тип кој што циркулира без шминка, бидејќи работам од дома, цело време сум не нашминкана, се шминкам само за настани и некоја мејкап, no мејкап рутина, така да кажам, ако треба некаде да отидам. Значи тоа е нешто малку коректор, руменило и маскара и тоа е тоа. Сега идат летни денови и многу девојки знаат на плажа, на базен да отидат со целосен мејкап изглед. Дали што мислиш за тоа? Тоа секогаш ми било феномен. Уште пред 20 години се сеќавам со една другарка, бевме на одмор во Хрватска и имаше девојки на плажа кои што беа фул мејкап нашминкани и за мене тоа беше несватливо, бидејќи знаеме како се оди на плажа се оди со SPF и тоа е тоа. Јас до ден денес тоа го практикувам, јас за плажа не се шминкам, нит бебе крема, ништо, буквално ништо не ставам на плажа, значи на плажа одам да уживам, на очари, шешир, SPF, PS, подсенка и тоа е тоа. Колку е важно да се користи SPF и тие некои креми за само потемнување?
Јас SPF користам конкретно на лице SPF 50 365 дена во годината. Тоа е всушност хидратантна крема или со внатре со SPF. Така да затоа што знаеме сите дека SPF-от го забрзува, го намалува, се извинувам, старењето на кожата. Тука некако во последен период мислењата се поделени, дали треба, дали не треба да се користи SPF, но јас мислам, можеби грешка правам, не викам дека сум во право, но тоа на мојата кожа се докажало како супер опција и го практикувам. На Сабајле, значи кога ќе станам, прво што ќе направам, една скинкер рутина со последен чекор од SPF. Маја, сакам сега малку да се вратиме на твоите почетоци. Ти си девојче од Штип која се преселува во Скопје, потоа имаш студии во Белград. Дали може да ни откриеш нешто повеќе за тие некои твои денови од твојата младост? Како го памтиш тој период? Јас сум штипјанка, родена во Штип, таму завршив средно образование, завршив математичка гимназија и никако од мала всушност јас сум задоена со уметност. Мене татко ми е композитор, бивши спортист, брат ми е бивши фудбалер, има играно во репрезентација, значи ние никако сме задоени со спорт и со уметност кај нас дома. И од мала цело време одев на спорт и посетував драмска секција, каде што игравме представи, зборам не аматерски представи, него онака баш со на сцена во Домот на културата во Штип. И кога дојде време за запишување на факултет, а претходно морам да напоменам дека сите фустани мајка ми што ги имаше, јас кога бев дете, и беа преправени, исечени пократки, сменет дизајн, значи буквално уште од мала со ножиците во раце, дури венчаницата ја имам исечено и имам преправено. И цело време зимав некои дома материјали, стари работи за да направам нешто ново, ги носев штиклите на мајка ми, сега во штикли не можам да се замислам, ама тоа е се фаза од животот, пошто ја гледам сега и ќерка ми како сака да носи мои штикли. И некако уште од тогаш ме влечеше модата, така да кажам. Мајка ми цело време мајка ми шиела за себе. Значи не е дека е шнајдерка или не, дека имала дома машина за шиење и знаела некои основни работи, да извади од бурда крој и да сошие нешто кое што ете за неја да направи, но тоа било многу ретко. И јас знаејќи го тоа дека всушност или мајка ми знае тоа да го прави, цело време ја терав пред излегување да ми направи нешто ново, за да имам нешто ново, за да бидам поразлична, затоа што во тоа време не беше како сега, каде што можеш гардероба да купуваш постојано, беше и премногу скапо и немаше толку многу избор и мајка ми цело време ми шиеше, дури одев на шнајдери локални каде што шиев облека за излегување. Значи по мој дизајн, нормално ќе отидам ќе купам материјали, ќе ми направат нешто. Сето тоа така, всушност јас така растев. И кога дојде време за студирање, бидејќи нели како што спомена во драмска секција одев, Чичко Симе морам да го споменам, човекот кој што не учеше глума, сите од драмската секција ги спремаше за на ФДУ, јас реков јас ќе бидам позади сцена и ќе правам костими, јас нема да бидам актерка и нема да студирам глума. И така всушност сакав нели и цело време идејата да студирам моден дизајн. Мајка ми и татко ми дадоа две опции, дали да студирам во Софија или во Белград, бидејќи нивните финансиски можности во тој момент беа толку. И некако Белград ми се виде како попримамлива опција. Не знам, може би сум направила грешка, може би Софија подобро би се покажало, но јас така некако во тој момент мислев дека сум направила вистински избор и не погрешив, затоа што на вистина добра подлога добив од тоа образование. И се запишав во Белград на Државна академија, завршив таму студии и така потоа се вратив повторно во Штип. Дали можеби никогаш во иднина може пак да те видиме во тие некои да глумиш нешто, бидеш пак некој актер или нешто? Не. Тоа било многу одамна. Можеби тоа ми помогнало сега да зборувам пред камера. Да, затоа што на вистина таа дикција која што се учи тогаш,
на сцена и држење на говори на тело, мислам се учи нормално нели низ годините, но тие некои основни работи кои што ги научив тогаш, сега многу ми користат во сегашната работа. Да. Кажа дека уште од мала си сакала да експериментираш со алиштата и со облеката. Дали сонот на тоа едно мало дете е тој вистинскиот? Дали кога сме мали знаеме точно што сакаме или во твојот случај нели така, да? Јас мислам дека секое дете знае што сака и секое дете сонува, само моje мислење е дека овде проблем се можеби родителите или образованието кое што не го турка детето правилно за да ги оствари своите соништа. Затоа што родителите треба да го следат сонот на едно дете. Доколку родителот е, банален пример, доктор, а детето сака да биде уметник, не треба да го форсираат да биде доктор за да го наследи. Има многу родители што ги има многу родители кои што ги форсираат да го наследи бизнисот, затоа што тоа така требало да биде. Жив пример е мајка ми која што многу сакала да студира архитектура, дедо ми не и дал и рекол: "Кирко, ти си за да студираш економија, во канцеларија, да седиш, каде ќе одиш по градилишта." Во тоа време архитектура било малце поинако од колку што е сега. И она цело време се спремала за приемен испит за архитектура и кога се качиле сите во автобус од Штип до Скопје да отидат на приемен испит, она не знаела каде е архитектонскиот факултет во Скопје, а никој не прашала кој што е од Скопје, и сите во автобусот, 90% отишле на економскиот факултет и она отишла на економскиот факултет. Да, положила приемен испит и била втора на список, завршила економија, ја работи таа работа, но не е исполнета она како што кажува. Значи она затоа цело време зборуваше: "Јас ќе ги оставам моите деца да го прават тоа што го сакаат, затоа што јас не го направив тоа што јас го сакав." Да, апсолутно. Мислам дека треба секој си го следи својот сон и својата љубов и да не ги слуша коментарите од општеството, од родителите, него тоа што сака да го прави. Маја, подоцна во твојата кариера ти стануваш професор. Дали може ни откриеш нешто повеќе, како си како професор, дали си строга, како е да се соработува со ученици? Јас кога се вратив од студиот Белград, пошто завршив и додипломски и мастер, се вработив на Технолошко-техничкиот факултет како асистент во Штип и работев 5,5 години таму како асистент, но никако таа работа како да не бев исполнета. Всушност јас ја работев, јас сакав работата, но мене ме гушеше тоа одење од 8 до 4 на работа. Јас не сум тип кој што ќе седи во канцеларија и ќе работи, ќе дојде во 8, ќе се куцне со картичката на врата и во 4 ќе си отиде дома и тие 8 часа, без разлика дали ќе бидат продуктивни или не, мора да ги седи овде. Осетив дека во тие 5,5 години јас можам да кажам дека уназадив неколку години од моето образование, како јас да се вратив чекори наназад и уметноста како да исчезна од мене. И си реков еден ден: "Маја, што правиш ти? Значи ти си пред се уметник, тебе окей, оваа работа, сето тоа вработена на државно, сите ќе кажат многу е убаво." И јас решив дека треба да дадам отказ и дека треба да го работам тоа што јас навистина сакам да го работам. И така всушност се преселив потоа во Скопје и продолжив да работев како костимограф на представи, работев костимограф на Скопје Ремикс филмот што се снимаше, така да се движев во тие уметнички кругови, стварав нешто, почнав пак да се градам интелектуално на уметничко ниво. И потоа продолжив да работам всушност и со мојот бренд. За да дојде ситуација пред 10 години јас пак да работам како професор, но овој пат во Приштина, и се уште работам во Приштина како професор, но сегашната работа е каде што јас патувам еднаш неделно и одам, ги држам предавањата и се враќам назад. Значи не е она класична работа секој ден од 8 до 4. Дали си строга како професор?
Јас сум реална, јас не сум строга, јас сакам студентите да научат, затоа што за мене најголем успех е кога ќе видам некој успешен мој студент како направил ревија, колекција, освоил некоја награда, се пробил, направил свој бренд и навистина да, барам од студентите, ама сум многу реална, доколку нели нормално некој е талентиран, давам се од себе за да може да му помогнам уште повеќе. Многу сум пријателски пред се настроена со студентите, имаат мој телефонски број, во секој момент може да ми пишат на Вибер, да ме побараат, доколку нешто не им е јасно, така да комуницирам со нив многу пријателски, но затоа давам многу, но затоа и барам нели на крај како завршен испит. Дали е драстична разликата во модата помеѓу Приштина и Скопје, да? Стајме на пример. Јас кога тргнав пред 10 години во Приштина, можам да кажам дека тоа беше страшно. Што све се случуваше? Значи таму буквално прво патувавме, јас од Скопје до Приштина патував 3 или 3,5 часа. Тоа беше една голгота од пат, се одеше по сите можни села, за потоа нели да го направат автопатот. Они за толку краток рок, толку брзо прогресираат, да тоа е нешто неверојатно. Исто беше и со модата и со студентите, кога почна пред 10 години, ние бевме светлосни години напред во однос на модата која што таму ја гледав. Сега, значи, сме на едно исто ниво, можам да кажам дека си пред нас. Да. Кажа дека даде отказ од државна работа, дали тоа ти представуваше некој страв, ризик, можеби ризик од неуспех? Дали чувствуваше некој такво? Не, мене сите треба да се преземат некојаш. Мене сите ме правеа будала, како можам да вработена на државна позиција да дадам отказ, јас реков така, затоа што мене работата не ми исполнува, мене ништо не ми значи таа работа. Јас знам дека доколку го работам тоа што навистина го сакам, можам многу повеќе да направам отколку оваа работа која што во моментов ја работам. Моите дома не беше sejedno во тој момент, но во ниеден момент не ми кажаа не. Но знам дека не им беше sejedno, затоа што се гледаше тоа и во нивниот однос, па размисли, па види, па зошто, па како, но не ми рекоа не, немој да даваш отказ, седи овде. Така да повторно сум имала таа поддршка од моите родители дома. Да, тоа мислам дека е најбитно. Како подоцна доаѓаш до првата идеја и реализација на твојот бренд? Дали кој ти беше мотивација, инспирација, кој беше првиот чекор што го направи? Јас почнав да творам уште кога завршив студии, ја направив првата моја колекција 2008 година и во тоа време, значи, ја дојдена од Белград во Штип, мене никој не ме знае во Македонија. Во тоа време имаше една платформа, ти си многу мал и сигурно не имаш слушнато за платформата, платформа MySpace се викаше. Да, каде што беше буквално каде што можеш да се уредиш платформата како твоја веб страница. И таму комуницираш со слични професии од твојата област или што се луѓе од целиот свет. Јас си уредив профилот, значи буквално естетски изгледаше преубаво и така почнав да комуницирам и со луѓе од Македонија, и со луѓе од странство преку таа нели MySpace платформа и тука почна првите мои чекори во модата во Македонија. Почнав да стварам и други колекции. Нормално во тоа време имаше многу малку дизајнери во Македонија, модата прогресираше, имаше модни новинари, имаше модни емисии на телевизии, каде што често гостував и така, всушност јас модни настани или модни реви, така јас почнав да го градам мојот бренд. Да во еден момент стагнирам и решам дека јас всушност што правам во Македонија? Во Македонија нема мода, не знам јас од каде тоа, такви некои црни мисли ме надваса во тој момент, дека нема мода во Македонија, дека не треба да работам. Тогаш бев и со мојот сопруг, бевме во врска и он као ме поддржуваше едно друго. И веќе стапивме во брак и он цело време инсистираше зошто не почнеш пак со работа, зошто имаш толку убава професија, знам колку многу ја сакаш професијата, ајде да отвориме ателје каде што нели ќе работиш. И јас цело време чекај, не, зошто вака така. И всушност кога се роди Лазар, син ми, некако како да добив некоја
енергија одвнатре и решив да сега е тој момент, јас сега треба да почнам да го градам мојот бренд. И така всушност благодарение на Лазар се роди Елеазар. Ете, може имало некоја посебна причина и инспирација? Да. Да. Го применуваше својот бренд. Кажи ми колку е важно името на еден бренд? Името на тој визуелен идентитет е многу битен, без разлика, мислам, и самото лого и самиот назив, да, и име и се, значи многу е битен. Може би да сум сега, јас тогаш сакав името да звучи светски. Елеазар всушност е еврејско име и Лазар е извадок од Елеазар и сакав да биде поврзано нели и со него, затоа што он ме поттикна за да го повторно да ја продолжам работата која што ја сакам. И боја кога биравме, значи мојот бренд е и лого и кутија во розова боја. Јас единствена боја што не ја сакам е розова. Нели тоа контрадикторно? Значи тоа е многу контрадикторно, да, а јас го направив брендот розов. Затоа што знам колку жените тоа им изгледа симпатично и убаво, примамливо и кога ќе ја видат таа Dusty Pink, така да ја наречам, боја која што баш онака привлекува. Нежна, да. Може би сега би го сменила. Искрено, сега не знам, не сум размислувала, може би го сменила, но може би логото би го сменила, не би било тоа. Но никако сум препознатлива по тоа и луѓето почна, мислам, ме знаат веќе по тоа, но може би се ребрендирала нешто ситно мало да се смени за пак и светските модни куки менуваат логова, така да. Да. Значи може да се заклучи дека логото, името и бојата, ајде се некои клучни карактеристики за успехот на еден бренд. Пак клучни. Да, првични, како пак ќе кажам, тој визуелен идентитет, но клучни карактеристики за да се успее еден бренд е квалитетот и дизајнот пред се. Да, доколку немаш квалитетен продукт, џабе и се, џабе и лого, џабе и амбалажа, еднаш ќе купи клиент и веќе нема да се врати. Маја, дали ти е убаво и дали сакаш кога твоето друштво, окружение се исто така убаво стилизиране или не ти е битно? И општо да ги гледаш луѓето на улица, кога се убави, средени и дотерани? Па битно ми е. Ние сме, например, дома фамилиарно, секогаш кога излегуваме, кога одиме некаде ете заедно, не зборувам одење во парк или било каде, така некаде ако треба да одиме, да. Значи гледаме да сме стилизирани слично, да изгледаме мечингеве, така да ова е интернет платформава, можам да употребувам и англицизми. Да изгледаме мечинг, нели нормално сите четворица, да сето тоа да биде убаво. Мене ми е убаво се чувствувам, децата веќе го сакаат тоа. Кога јас тоа постојано дома јас не го наметнувам на нив воопшто, но нормално кога се зборува дома за тоа, кога го слушаат сето тоа, и тоа го примаат и тоа го како конзументи го конзумираат. Дури бираат чорапи што ќе одговара со облеката која што треба да ја облечат. Пак ќе кажам, сето тоа е од дома. Јас тоа го имам наследено од мајка ми, затоа што мајка ми кај мене е таква. Еве децата го и сопругот мој е ист како мене и нашите деца го наследуваат тоа од нас двајца. Да. Маја, многу имаш говорено за полиестерот и пластиката во алиштата што ги носиме секојдневно, но може ли ми кажеш од каде ти дозна за полиестерот? Дали тоа уште во студиските денови го научи или можеби отпосле? Од каде ти дојде реализацијата дека навистина е штетен? Знаеш како? Значи полиестерот пред се на факултет кога учиме и состав на материјали, ткаини, влакна, од што се прави, како се прави и добро познато на сите луѓе на јавноста кој се разбира во материјали, кој сака малце подлабоко да навлезе во целата проблематика, е дека полиестерот се прави од нафта и од пластични шишиња. Сушност, полиестерот е најиздржлив материјал, најефтино се прави, затоа облеката од полиестер е ефтина и таа брза мода го доведе сето ова, но никој не зборува, барем порано не зборуваше, сега во последните години можеби се зборува малце подетално на таа тема, никој не зборуваше колку всушност полиестерот е штетен доколку ние нели го носиме на нашата кожа. Затоа што кожата е најголем орган
И преку кожата ние ги примаме, никој не ја рачуна кожата за орган, а кожата е орган, исто како што ги имаме сите ние други органи во нашето тело. Пива кожата. Кожата пива се што ќе ставиме на неа. Без разлика дали е тоа храна, храна не е директно на кожата, но го внесуваме во организмот. Без разлика дали е тоа прашок за перење, некоја крема, средство за бањање или облека, сето тоа кожата го прима. И ние треба да бидеме свесни колку всушност тоа е штетно за нашата кожа. Што е всушност полиестерот, како што напоменат? Тоа е пластика. И сега пази, ти си облечен во полиестер, било кој е облечен во полиестер, ти носиш пластика, ја носиш 8 часа на работа. Твојата кожа не дише. Со загревањето на кожата, со испуштање на телесната температура, се зголемува и самата температура на ткаенината, всушност на пластиката. Пластиката почнува да испушта микрочестички, затоа што во самата пластика има микро и наночестички. Тие микро и наночестички се толку ситни што не може да се видат со голо око и навлегуваат во човечкиот организам. Многу е жално што во плацента на неродено бебе е пронајдено микропластика. Затоа што самата мајка или нормално ја конзумирала таа микропластика. Таа микропластика не се конзумира само преку облека. Всушност, ние кога ја переме облекот полиестер, испушта микропластика. Таа микропластика оди во вода. Со таа вода ние ги наводнуваме житни градинарски култури. Или водата оди во реки, во мориња, во океани. Рибите од морскиот свет, од реките, од морињата, од океаните, ја конзумираат водата, во нив има микропластика, ние јадеме морски свет. Ги наводнуваме житните градинарските култури со водата. Ги јадеме и во нив има микропластика. Многу е дискутабилна темата и многу е длабока оваа тема, но многу ми е драго што јас многу зборувам на оваа тема на мојата Инстаграм платформа. И драго ми е што некако кревам свест кај луѓето и секојдневно добивам пораки како луѓето поради тоа што зборувам почнале да читаат состав и да го обновуваат целиот ормар. Јас не викам дека тоа треба да се обнови за еден ден, со едно купување, затоа што тоа е невозможно, тоа е прво премногу скапа инвестиција финансиски, што никој од нас не може да си ја дозволи, но треба да внимаваме што купуваме во иднина и полека да ги сфрламе облеките кои што содржат полиестер. И најголема грешка што секој ја прави е импулсивното купување. Да, ова е ефтино, ќе го купам и тоа стои во ормар еднаш облечено или никогаш не облечено или се носи па се распаѓа затоа што таа облека е направена од полиестер, тој полиестер не е толку издржлив и облеката е само за неколку потреби. Маја, дали може да се има некои фатални последици од прекумерна конзумација на тој полиестер? Фатални последици. Не знам точно дали може да се има фатални последици, но доста читав и истражувам на темава. Е последно истражување кое што го читав е каде што е правено едно истражување на група од мажи каде што 6 месеци носеле полиестерска долна облека и после 6 месеци имале намалено количество на сперматозоиди, така да многу влијае на репродукција, многу влијае на хормони пред се. Доброто е што после прекинувањето на носење или на полиестер, сето тоа се регулирало, но пак ќе кажам, доколку тоа се носи константно и секојдневно, многу е штетно. Значи, многу е штетно пред се за нас, за деца, значи многу е жално што веќе во детската облека се прави од полиестер. Многу треба да се чита состав, многу треба да се внимава. Навиду можеби налик изгледа тоа дека е памук, еве конкретно зборувам за дете, но кога ќе се прочита составот, бројките внатре се запрепастувачки колку всушност проценти на полиестер има. Како стручно лице во таа област и моден дизајнер, кои се материјалите кои ги препорачуваш ти, кои ги применуваш ти во твојот дизајн? Во Елеазар користиме само природни материјали, памук, лен. Минатата сезона имавме и волнени плетени, рачно плетени джемпери.
Така да тие се материјалите кои што ги користам во Елеазар. Секако овде може да се доколку некој сака да се едуцира малце повеќе кои всушност материјали би биле потребни, би биле во ред да се користат. Најчесто тоа се прво природните материјали, памук, лен, волна, кашмир, тие се веќе збориме поскапа категорија на материјали, но еве ленот и памукот како некој поевтина варијанта кој што секој би можел да си го дозволи. Од хемиски добиени, но од природни сировини материјали може да се користи лајосел, може да се користи модал, може да се користи вискоза, затоа што овие материјали се прават од дрво, всушност од пулпата од дрвото се обработуваат и се добиват каенината. Од сите овие три најдобар е лајоселот, затоа што е најмалку хемиски обработен, а најлоша е вискозата, затоа што е најмногу хемиски се обработува. Бидејќи не сите би можеле да се дозволат материјални средства за некои од поскапите материјали, како би ги советувала ти што да прават, од каде да купуваат, дали можеби да купат природен материјал па да сушијат некаде нешто? Која варијанта им ја препорачуваш? Значи, многу е битно секој еден човек да има капсуларна колекција во својот ормар. Што всушност значи капсуларна колекција? Таа капсуларна колекција се прави сезонски и треба да биде составена од 10 базик парчиња квалитетни парчиња облека, кои што може да се носат долги години. Зборувам, пример, црно одело, за жена црн фустан, бела кошула, за зимно време некоја ролка или бела памучна мајца, фармерки, патики, некои високи подпетици, голема мала ташна, ремен, значи базик работи кои што никогаш не излегуваат, не излегуваат од мода, капут, убав мантил. Таа капсуларна колекција не се гради наеднаш, затоа што тоа се премногу финанси кои што никој од нас не може да си ги дозволи. Се купува постепено и така се гради таа капсуларна колекција. Кога ќе дојде време, јас како практикувам, имам еден список каде што, например, сега ми треба памучна бела мајца. Јас запишувам, кога ќе одам и кога ќе видам убава памучна бела мајца или одам наменски да купам памучна бела мајца, одам купувам памучна бела мајца затоа што мене ми треба таа базик памучна бела мајца, да ја имам и можеби ќе ја платам пример 2000 денари, лупам сега цена, да не зимаме здраво за готово, но ќе ја имам баш онака, ќе ја носам неколку години, кое што знам нема да се деформира шавот, ќе изгледа убаво на тело. Да, затоа што тоа е бела кошула. Значи секој од нас треба да има бела кошула или црна ролка од кашмир. Многу често купувам и такви некои базик работи на попуст, кога е во сезона, например во јануари, каде што кога имаме сезонски намалувања и до 70%, купувам зимска гардероба за следната зима, затоа што на тие базик парчиња облека, кој што напоменав, не минува модата. Секој од нас треба да има една капсуларна колекција и само постепено да се надополнува со неколку парчиња облека. Така, во тој случај, луѓето ќе трошат многу помалку пари на облека и многу подобро секогаш ќе изгледат и секое парче со секое едно што го имаат дома ќе можат да го комбинират. И никогаш нема да застанат пред ормар и да кажат јас немам што да облечам, што е случај каде 90% од жените, например, пред се да кажам. Затоа што сите купуваат импулсивно, се купува, убаво е сега, а кога ќе дојдеш дома, ама јас немам штикли за сето тоа, а и штикли да купам и тоа еднаш ќе се облече и толку, а си потрошил брдо пари. Маја, кажи ми што мислиш за брзите модни трендови, дали ги пратиш, дали ти се допаѓаат? Не, воопшто не пратам трендови, никако, значи дури за мене брзите трендови се иритантни и таа униформираност кај луѓето мене ужасно ми смета.
Немам ништо против, секој си има свој стил, секој си знае што му прилега на неговото тело и што сака нека носи. Јас зборувам за мене, јас не сакам брзи трендови, не сакам брза мода, јас сакам класика, сакам нешто што е безвременски, што ќе трае, што ќе се носи со години. Мојот стил е таков. Да. А дали има нешто модно што би го забранила, што не можеш да го гледаш, што ти е преку глава или што никош не би го ставила на себе? Би забранила оние неонски бои. Тоа мислам дека никако, јас во живот не сум имала некоја неонска од оние зелени, жолти, неонски и розеви, што беа тренди, не знам дали воопшто сега се ги има некаде. Јас сум тип на човек што носи бейзик облека, бейзик бои, крем, бело, црно, кафено, тегет, маслинасто, зелено и тоа е тоа. Мојот ормар е составен од тие бои. А како се пронајде баш во таа палета на бои? Порано истражував и експериментирав, не дека не сум експериментирала, но некако сватив дека на мојот сензибилитет и на моите години, бидејќи јас имам 40 години, на моите години не иде јас да се облечам во некои бои кои што се наменети за 20 годишни девојчиња. Не иде да се облечам во фустанчиња кои што се наменети за 20 години девојчиња, но многу жени на моја возраст го практикуваат тоа. Така да пак ќе кажам, секој има свој стил. Јас го имам изградено мојот стил и можеби на некој не му се допаѓа, но мене ми е супер и си терам вака, така да тоа е тоа. Има тип на жени кои ќе достигнат одредена возраст, например над 50 или 60 години и потоа некад повеќе да се грижат за својот изглед со изговорот дека се премногу стари или дека не им доликува на годините. Дали тоа треба да е така, да прекинат да се грижат за својот стил или треба сепак да го негуваат во согласност со како малку повозрасна жена? Секоја една жена треба да си има еден изграден стил и да си го надополнува со тек на годините и со својата градба и со своите години, да се носи со своите години. Не мислам дека доколку една жена е малку повозрасна, не треба да внимава на тоа како изгледа, што носи, која козметика ја користи, затоа што, жив пример е мајка ми, пак ја земам, каде што женава, значи, за нејзини години изгледа како да има 50, е многу повозрасна, секогаш знае да се облече како што да ликува на нејзините години, да изгледа пристојно, нормално не купува експлозивно, него купува тоа што и прилега на неа, носи многу парчиња кои што и се од времето останати. Дури јас имам навика од мајка ми, од нејзиниот ормар да земам сакоа со нагласени раменици, некои панталони со висок струк кои што биле модерни пред 30 години и тие парчиња секако сега да се купени, толку квалитетни и толку убави. Носам облека од мајка ми затоа што ние сме слична градба и слична килажа. Во последен период на социјалните медиуми е огромен тренд да се оди на места каде што прават анализа на твојот лик, тен, боја и ти одредуваат која боја би ти стоела најдобро на твојата градба, боја, па ќе кажам коса, очи. Дали мислиш и го поддржуваш тоа или секој треба да се го слуша својот глас, како најдобро он се гледа на огледало, тие бои да ги носи? Да, доколку сум и сунчана сега, а зимно време сум бела како снег. Како може да ми одредат која палета на боја ми стои најдобро? Значи, една жена, тоа го зборувавме на почетокот, пред се треба да се чувствува убаво во тоа што го носи. Значи, секоја една жена сама ќе го пронајде својот стил. Јас не викам слободно, значи нека се оди. Сепак мислам дека тоа е се за пари направено. Значи, в денешно време нема што нема да измислат само за да нешто тоа отиде вирално, да се земат пари од луѓето или било што. Јас никош у живот не би отишла на такво нешто, затоа што пред се гледам во огледало и гледам што ми стои и што не ми стои. Например, бело, мене зимно време не ми стои, јас сум премногу бела. Бело ми стои кога сум и сунчана. Јас знам кога точно што ми стои. Кога бев плава, ми стоеше една палета на тонови кремави и бели, сега со темна коса друга палета на тонови кремави и бели. Јас купувам од тоа што мене лично ми стои, на мојот тен, мојата коса, очи и
а не некој робот да ми каже што на мене ми стои или што не ми стои. Не знам, значи не сум пратела, не знам за што станува збор. Некогаш ми има излезено, но не сум детално анализирала, така да не можам да зборувам на темата. Маја, пред скоро време на твојот Инстаграм профил видовме дека си освежуваш твојата коса и напиша дека никогаш повеќе во плавуш. Да, не се враќам во плавуш. Зошто тоа така? Јас сум реално долги години плавуша. Природната боја мене ми е посветла од оваа, значи јас имам смеја боја на коса и цело време така некои тие кремави тонови, медови тонови, така некако сум ја носела косата. Да еден период пред не знам точно колку години, не знам која година беше, имав долга темна коса до половина. Ја носев многу кратко, може година дена, и потоа ја осветлив, сум била и портокалова и црвена. Портокалова многу добро ми стои на тенот, затоа што јас имам светол тен и светли очи, но е многу тешка за одржување, риџа, така да ја кажеме, нели? Многу е тешка за одржување и многу се уништува косата и не би се вратила во таа боја, без разлика што многу убаво ми стои, и таа боја бара носење само црно и бело. Значи не може да се експериментира со облека, затоа што веќе преминува во кич сето тоа. И пред 3 години, сега до октомври, 3 години ќе навршат како сум темна, решив дека треба да ја сменам бојата на коса и јас драстично од бела се направив скроз темна. И тоа беше шок за многу луѓе, дури децата дома, јас кога се вратив. Дали те препозна? Ева ми кажа, јас ја сакам старата мама, а сега кога ќе ги прашам, не, пошто гледаме слики нели од порано, не се враќа во плава, вака те ја пувала, мал се освежив сега косата, не може сега да ми се нели види затоа што ми е собрана. Некои променчиња чисто така колку малце да биде нијансирана, но не би се никош не може да кажам не, но во блиска иднина не би се вратила во плава. Да, и јас морам да потврдам дека многу боти стои во некој потемен изглед на баш на твојот лик. Маја, што мислиш за модата во Македонија? Дали мислиш дека имаме доволно мода? Дали луѓето се грижат за својот изглед како изгледаат? Како се споредуваме со земјите што не обкружуваат, со Европа, па ајде со светот? Што мислиш за тоа? Јас мислам дека луѓето во Македонија во последните години покрај социјалните медиуми многу пратат трендови и многу се бидејќи се пласираат социјалните медиуми трендови. И луѓето на некој начин копираат. Мене ужасно што ме револтира е луѓето што немаат свој сопствен стил. Не може денес да бидеш во еден стил, утре ти се допаднало нешто друго си видел на интернет, па ќе се облечеш во друг стил, задутре во трет стил. Секоја една личност, за да биде индивидуална и да биде уникатна, прво треба да го изгради својот сопствен стил и да си целиот стил и целата облека и однесување и држење на тело и говор треба да биде во да се согласено, токму така. Дали се прати мода во Македонија? Да. Дали тоа мене ми се допаѓа, тоа е воопшто небитно, затоа што сите ни имаме различни стилови. Дали сме во допирна точка со соседите, можам да кажам дека соседните земји многу повеќе, конкретно за Србија можеме да зборуваме, дека многу повеќе пратат мода од нас, но и кај нас не можам да кажам дека е за потценување во последните години. Затоа што има каде да видат, имат каде да купат, има таа брза мода која што може да се купи, и е достапна. Дали можеш да издвоиш некои од македонските личности кои според тебе имаат некој навистина добар вкус за мода, што на пример ајде на некој начин може да се инспирација? Од јавни личности, естрадни уметници би ја издвоила Антонија Гиговска, која што за мене број 1 облечена пејачка, моментално јавна личност, која што она изгледа соодветствено со незината музика, со незините години, со незината стас,
целокупно како изгледа, можам да кажам дека Антонија Гиговска е број 1 моментално. Значи секогаш е скоцкана од глава до пети, буквално како што со коса, со мејкап, со се како што треба да изгледа една естрадна звезда. Зборам во Македонија. Уште некој што така може да ги истакнеш или во моментов не можам да се сетам, но ете така како јавна личност, естраден уметник, пошто сепак на неја работата е таква каде што нели мора да биде секогаш и различна и не зборуваме нели за нормални луѓе, зборуваме за естраден уметник, дефинитивно Антонија. А какво е твоето мислење за машката мода? Дали мажите доволно се грижат за својот изглед? Мене во последно време машката мода многу ми се допаѓа што веќе ги нема фармерките до глушт искинати, кои што беа тренд неколку години. Ми се допаѓа тој вајб на широки панталони, широки кошули, дури и машми некако почнав нели да го навлекувам на тој стил и сам ми признава дека многу поубаво се и покомотно се чувствува во таква облека отколку нели во тесни панталони или фармерки. Да. Маја, дали односно кој е твојот најголем предизвик низ твојата кариера? Дали никогаш ете си помислила да се откажеш? Да, напоменав кога ми пролетуваа тие црни мисли дека нема мода во Македонија, дека јас нема што да работам овде, дека ќе се фокусирам на нешто друго, а не знаев во тој момент на што да работам. И најголем предизвик ми е, јас можам да кажам дека да не бил мојот сопруг, јас немаше да бидам ова што сум денес. Колку е важна јас јавно тоа го кажам дека он ми е најголема поддршка на мене, буквално во се што работам. Да не беше он да ме поттурне, да рече ајде, можеш, продолжи со работа, јас немаше да продолжам со Елеазар. Значи поддршката. Уствари немаше ни да постои Елеазар, затоа што е буквално ребрендирано. Кој дел од твојата кариера го сметаш за најуспешен или сепак најуспешниот дел треба допрво да дојде? Дали можеби го немаш се уште исполнето тој дел? Јас сум јарец во хороскоп, кај мене работите одат полека, но сигурно и секојаш чекор по чекор. И многу добро познато е за јарците дека кариерата и успехот ги градат во подоцнежните години. Така да сум била многу повлечено дете како во средна, во основна школа. Некако низ годините научив да се борам, научив да го добивам тоа што го сакам. И секогаш ќе кажам, јас сум тип на човек кој што знае што сака во животот и не одам многу брзо, но одам со глава од зид, дефинитивно, полека, но сигурно и секогаш го добивам тоа што го сакам. Зборам без разлика дали е тоа професионален план или нешто друго. Така да најголем успех, не знам, можеби допрва ќе дојде. Не можеме да знаеме, затоа што животот не знаеме што ни носи. Дали имаш некои препораки што би им ги дала на младите девојки па и дечки што сакаат да следат твојата кариера, да станат модни дизајнери? Да го следат својот сон и да имаат пред се образование, затоа што образованието не е клучно, но е база за многу работи во животот и мора да имаат високо образование доколку сакаат да се занимаваат со било која професија. Јас сум тип на човек што инсистира, јас инсистирам и моите деца дома и да учат, и да мали се, ама еве, син ми веќе четвртот или неки биде, и да чита лектири, и да учи, и да вежба математика, и било што, без разлика дали го влече или не. Јас не сум мајка која што ќе рече, да, ти мораш сите петки дома да ти бидат и да ги донесеш, но морам да го научам од мал дека треба да учи, да има некој ред и дисциплина, затоа што тој ред и таа дисциплина подоцна во животот носи се. Кога сме веќе кај образование, многу луѓе ќе завршат некој брз курс или ќе гледаат некои едукативни видеа од социјалните медиуми и на тој начин мислат дека имаат доволно знаење во некоја сфера. Дали е тоа исправно или сепак треба да се има? За мене не, можеби за некој е, но за мене не. Јас не викам дека ние имаме совршено образование во Македонија, далеку од тоа. За некои можеби 4 години се узалуд потрошени, но јас не мислам така, јас сепак мислам дека
тоа искуство што ќе се стекне тие 4 години во високото образование многу значи. Значи многу значи секој еден ден, секој еден положен испит, еден успех кој што ти самиот за себе го правиш како личност кој што си викаш да, јас можам и јас ќе успеам. Кој е кодот на успехот? Кодот на успехот, можам да кажам мојот код на успех, а не можам да зборувам да генерализирам, нели секој има различен код на успех. Мојот код на успехот е многу дисциплина, многу истреност и многу верба во себе. Неодамна бевме на евентот кај Љупка Митрова, имаше своја колекција за венчаници. Како ти се допадна самата организација, самите модели, дали се допадна самиот настан? Организацијата беше на многу високо ниво и на вистина многу добро организирано. Можам да ја се честитав и на Љупка, можам и еве јавно да честитам во однос на изборот на девојки, на манекенки продефилира и Катерина Ивановска, што не излегла нели на модна сцена многу одамна, убаво интересно направено, со совршен мејкап и со фризури. Тоа е стил дали на некој, пошто читав разни коментари, колекцијата била ваква или таква, тоа е стил на некој, дали му се допаѓа или не му се допаѓа. Може и на некој не му се допаѓа мојата работа, јас што ја работам, но на некој му се допаѓа, така да тука се поделени мислењата, но во однос на целокупната организација, на тоа како беше се организирано, само за пофалба. Дали си поддржувач на естетските корекции? Да, доколку тоа се во граници на нормалата и изгледа природно. Немам ништо против естетски корекции, но се тоа да биде во граници на нормалата и да не изгледа вулгарно и да не изгледа естетски неубаво со телото. Дали мислиш дека во Македонија имаме доволно модни недели, а ти си дел од организацијата на Штип Fashion Days? Дали мислиш дека имаме доволно, дали треба нешто да се подобри, да се смени, да се додаде, да се одземе? Па да, еве има модна недела во Скопје која што се одржува нели 2 пати, еве последните 3 години има и во Штип, така да за држава толку мала и со толку мал народ, толку мала бројка на луѓе, мислам дека се и доволно овие 2 модни недели. Секогаш може подобро, јас тоа го зборам, без разлика, јас сум и во организација на Штип Fashion Days и ние одиме со таа цел дека секогаш можеме подобро и подобро од година во година, затоа што луѓето треба да даваат максимум од себе и да се подобруваат. Ако стагнираме во една точка, а не одиме нагоре, што сме направиле ништо. Така да секој секогаш може подобро да направи. Во денешното море на инфлуенсери, дали е лесно да си инфлуенсер и да се истакнеш од другите? Доколку бидеш свој и уникатен и доколку си искрен пред публиката, мислам дека ќе успееш. Знаеш како, инфлуенсер не може да биде секој. Тоа или го имаш или го немаш. Тоа не се учи. Тоа не е лекција на факултет да седнеш и да ја научиш и да, јас сега ќе бидам инфлуенсер. Тоа или го имаш или го немаш, едноставно публиката сама по себе го препознава. Јас никогаш во живот не сум ни помислувала дека ќе се занимавам со инфлуенсерство. Јас почнав да учам да снимам видеа, да монтирам видеа за да си го промовирам мојот бренд, затоа што на тој начин или нормално знаеме колку социјалните медиуми се добар маркетинг. И јас почнав да правам рилови на Инстаграм заради мојот бренд, да продавам тоа што го работам. Маркетинг агенциите го препознаа сето тоа, почнаа да ме комуницираат, почнаа да ме контактираат за соработки и всушност на тој начин јас почнав да работам за брендови и едноставно бројката на публиката ми се зголемуваше и ете сега слободно можам да кажам дека баш работам со база, да кажам. Па да, и со добри и солидни брендови. Не сум тип на човек кој што е Topshop и ќе прифаќа секакви соработки. Тоа е важно да се остане на своето достоинство и ете кога ќе се прерасне во некоја поголема бројка да се зачуваат тие вредности, да парите или брендовите да не го земат идентитетот и да се продава се по секоја цена. Пред се, јас не прифаќам соработки кои што не ги конзумирам.
Тоа е многу битно, затоа што јас не можам да пренесам на мојата публика нешто што не го конзумирам, не знам како. Без разлика дали е тоа храна, пијало, козметика, било што. Значи, јас на мојот профил може да се видат само работи кои што вистински ги конзумирам и стварно ги користам за да можам вистински и со емоција да ги пренесам на публиката и така тоа се гледа и се познава. И маркетинг агенциите тоа го познаваат. Јас добивам секојдневно понуди за соработки од брендови кои што едноставно не се со мојот сензибилитет и не прифаќам се. Затоа што не сакам да бидам топ-шоп, пак ќе кажам, сакам да бидам доследна на тоа што го работам. Колку мајчинството те изгради како личност и дали можеби ти помогна на некој начин врз твојот бренд, освен тоа што твојот син беше те потек да се врати, нели, Елеазар брендот? Многу сум променета. Мислам дека секоја мајка ќе го дели ова мислење, затоа што кога имаш деца, чувството е многу поразлично, плановите се многу поразлични, текот на денот е многу поразличен, пред се они ти се приоритет и се базираш прво децата, семејството, па се друго. Јас сум тежок воркохолик и мене дури маш ми знае да ме зеза во некој момент, тебе работата ти на прво место. Јас многу работам, ја многу сакам да работам. Јас ако немам работа, јас сум тажна. И едноставно, но децата се тие кои што нели се тука приоритет во се и многу често знаат да кажат, пошто нели на телефони се, не чепкај мама работи, значи во моментов, и знам да балансирам во еден период, не знаев да се контролирам и да исконтролирам таа делот од работата со семејството. И цело време бев на телефон и цело време работев, кога сватив всушност дека на децата им е потребна мајка. И некако како се ги поделив работите, да, ќе работам до одреден период, потоа ќе бидам со нив, па кога ќе ги легнам, повторно можам нели да сработам нешто, така да доколку се направи баланс, да, колку е мислам важен дека тој баланс, значи клучен. Да, токму така. Дали само децата учат нешто од тебе или сепак учиш и ти нешто од нив? Многу учам од нив. Значи многу учам. Ние учиме взаемно и взаемно созреваме како здраво семејство, затоа што сме ние четворочлено семејство и едноставно они учат од нас, ние учиме од нив. Мислам дека на некој момент децата се толку многу паметни што поставуваат прашања што не можеш да дадеш одговор. Значи, буквално никогаш мене Лазар кога ќе ми постави некое прашање, ако не го знам во моментов одговорот, јас ќе се правам како да не го слушам, дури ми се случувало на неколку наврати да прогуглам за да го добијам одговорот тоа што ме прашува, за да не бидам во неговите очи мајка која што не знае или да даде погрешен одговор. Толку се паметни децава затоа што едноставно можеби се им е достапно. Јас не сум мајка која што дозволува телефони, кај нас дома не се конзумираат телефони. Можеби е чудно, можеби правам грешка, не знам, времето ќе покаже. Значи, телефон многу ретко за да се јави, да каже дека дошол од училиште или било што. Не се деца кои што седат на таблети, на компјутери, на телефони играат игрици. Моите деца играат на улица по цел ден, значи од сабајле до вечер, поготово е сега летниот период. Доаѓаат само за ручек и по цел ден се надвор и мислам дека тоа детство на улица нема цена и тоа што ние сме го живееле, еве сега гледам и го живеат моите деца, навистина се радувам дека е така. Маја, ти исто така многу често зборуваш за здравиот начин на исхрана, за тој фастинг што го правиш од 3 дена. Дали може да ни кажеш зошто е тоа важно и дали можеби и на твоите деца им наметнуваш некој по-здрав начин исхрана? Или ги оставуваш да се хранат со грицки, чипсови, вака јас не можам да зборувам стручно на темава за фастинг, но можам да кажам што сум приметила на мојот организам и зошто тоа го практикувам. Еднаш имам правено фастинг од 72 часа на вода, каде што детално може да, секој може да прогугла и да види што всушност се случува во организмот за време на тој фастинг, колку токсините излегуваат од организмот, дури во некои истражување е направено и подолго од 72 часа доколку се биде на вода,
се лечат и тие канцерогени клетки од организмот, кај неколку луѓе почнале да се така да јас кога бев на 72 часа вода, јас побаво во живот не се чувствував. Првиот ден беше критичен, морам да признам, првите 24 часа. Вториот ден добив некоја толку енергија во организмот да буквално јас функционирав како да лебдам, значи во воздух. Исто имав една криза од 62-тиот до 65-тиот час. Тука некаде, значи 1-2-3 часа, но нормално или покрај вода може да се конзумират и електролити, затоа што да не дојде до дехидрација на организмот. Така да јас ова не го наметнувам на луѓето како тренд или како било што. Јас само кажувам мое гледиште и мое искуство, јас како сум поминала и навистина многу добро се чувствував, тоа не го правам ни за слабење, ни за ништо, едноставно тоа го правам за себе и за здравје. Моментално исто сум повеќе од месец дена на константен фастинг кој што јадам само 6 часа. Од 12 до 6, исто пак ќе кажам, тоа го правам затоа што мене така ми е убаво и тоа сум го мојот организам убаво се чувствува. Можеби на тебе пример нема да ти прија сето тоа јадење. Така да здрав начин практикуваме дома. Јас обожавам да готвам, секој ден готвам. Твоите деца каков начин исхрана? Исто, значи децата јадат само готвено. Моите деца не признаваат доколку денес, на пример, за ручек има пражени јајца, тоа било доручек, тоа не било ручек. Значи се сака секој ден да има готвено. Не забранувам ни грицки, ни сладоледи, ни чоколада, ни ништо, но се е тоа во граници на нормалата и умерено. И се јаде многу овошје и многу зеленчук кај нас и ќерка ми, јас мислам дека е зависник од салати и дека ако ја прашаш што сакаш за ручек, низиниот одговор е секогаш салата. Така да не седнуваме на маса без салата. Во текот на денот обавезно се јаде овошје. Гледам да го поздрав начин на исхрана и да и го сето тоа да и го вткаам на нив, затоа што таа некоја дисциплина и тие некои здрави навики се практикуваат од мали нозе. Може да приметиме дека сте голем љубител на шетањето и го имате прошетано скоро целиот свет. Кои се некои твои омилени дестинации? Дали имаш некоја дестинација што ја немаш посетена би сакала и каде ти е најубаво да отидеш така што се вика да се одмориш од сите? Далеко од тоа дека го имам прошетано целиот свет, има уште многу за шетање. Последно што бев ја четавме обалата Јужна Италија со пријателки, во јануари бевме на Бали фамилиарно и навистина едно многу интересно искуство можам да кажам, многу долг пат, но еве со деца отидовме, се нафативме. Јас не гледам дека ако децата се мали дека не треба да шетаат и да патуваат затоа што навистина тоа ќе им остане и еве до ден денес тоа го зборуваат и некако си се зареков, еве не можам да кажам дека тоа би било така, дека така некако како секој јануари би оделе на некоја екзотична дестинација. Најубава дестинација не можам да кажам која ми, јас Италија обожавам, јас Италија секогаш би се враќала, мене Тоскана ми е број 1, можам да кажам, дестинација и секогаш ќе се навраќам таму, јас сум љубител на убава храна, на убаво вино, значи јас сакам да седнам во убав ресторан да јадам убава храна, мене тоа ми е многу битно и не сум тип на човек кој што сакам да пробам и улична храна или нормално која што е карактеристична за областа во која што сум, но сакам да јадам убава автентична храна која што е карактеристична за тој дел од каде што сме. И многу сакам да отидам во Лондон, тоа ми е, имам и браточет, прв браточет кој што живее таму и цело време ајде да одиме, ама никако со визиве едно друго ајде денес, ајде утре и како да не дошло време да го посетам Лондон, а тоа ми е, Лондон ми е, значи буквално така една неостварена желба, можам да кажам. Се надам дека ќе се исполни во брзо време. Маја, колку е битно така да се искочи од нашата комфорт зона, да отидеме на некое патување, да отидеме во некоја различна држава, да го видиме нивниот начин на разговор, на живот, на мода, може да се инспирираме, нешто да видиме ново што го немаме видено, да научиме нешто. Дали е битно? За мене е многу битно. Јас реално стварно сакам да патувам и сакам да
да ги гледам другите култури и како луѓето живеат и да ја учам и нели нивната историја и сегашност, всушност како они во моментов живеат. И ете затоа се одлучивме во јануари да отидеме на Бали, буквално нешто ново и многу поразлично од тоа на што сме навикнати еве ние овде да живееме. И ги учам и децава, да, реално мислам дека секој што има можност да патува, треба да патува и децата да ги носи на патување. Тоа е за мене некако, мислам, тоа е моje гледиште во тој поглед. Маја, вака за крај, што би препорачала на таа мала Маја пред 20 години? Дали имаш нешто да ја кажеш? Можам да ја кажам дека полеко но сигурно ги остварува своите соништа, се уште нема остварено се, но тие детски мали соништа што мечтаела и што ги сакала ги остварува и можам да ја кажам браво. Да, баш ми е мило, Маја. Сега идеме на едни кратки прашања, сакам да ми кажеш искрен одговор. Кажи ми, штикли или патики? Патики. Секогаш? 99% од времето. Колор или black and white? Black and white. Скопје или Белград? Па живеам во Скопје, Скопје би го избрала, а Белград ми е во срце. Инстаграм или TikTok? Инстаграм. Гламур или минимализам? Зависи каков гламур, но секогаш сум за минимализа со доза на глам. Еве, можам така да го кажам. Интересни одговори. А сега ни идеме во една кратка рубрика Шик или кич. Во оваа рубрика ќе покажам на Маја некои модни трендови и сакам да ми кажеш искрено мислење дали вие ги практикуваш во твоите модни комбинации, како ти се допаѓаат лично. На прво место имаме корсет, применет во секојдневна употреба, вака нешто за до град, на кафе. Кич дефинитивно, затоа што јас корсети да сакам, но мислам кич не е кич, но сепак мислам дека корсет не е за секојдневна употреба. Сепак за некоја поспецијална прилика. Да, специјална пригода или така некој настан кој што бара некоја таква облека. Значи, за секој ден не. Во никој случај. Следно ги имаме крокс како висока мода. Јас крокс многу сакам. Знам дека се многу кич и знам дека се многу лоши, дека 90% од луѓето не ги сакаат. Но јас сум чуден тип, значи сакам некои такви чудни работи, но во висока мода не знам дали би ги вака искомбинирала со овие кристали. Дефинитивно не. Значи ова е кич. Следно имаме некои ретро винтидж парчиња искомбинирани во денешно време. Да, ми се допаѓа оваа мода. Не гледам само дали ова као подвезици, нешто со чипка е горе? Не. Па некој таков тип на хулахопки. Да, па ја може би само би ставила така еднобојни хулахопки, но вака како целокупен стајлинг со капчето, со се. Горниот дел ми се допаѓа, значи тоа белово со капчето и со накитот, долу некако може би го променила. Ја би облекла на оваа широки панталони, на пример. Но може да заклучиме дека тие некои винтидж моменти многу ми се свиѓаат. Да, ми се допаѓаат. Следно имаме целосен деним изглед. Да, убаво, дефинитивно за секој ден целосен деним изгледа многу пристојно и мислам дека никогаш не излегува од мода. Да, може да се скомбинираат и со повеќе работи. За крај ги имаме овие огромни очила кои исто така се дефинитивно, да, супер. Да, многу ми се свиѓа ова. Да. Тоа е тоа од оваа рубрика, а ние идеме на следната рубрика Топ 5. Во оваа рубрика, Маја, ќе ти покажам некои модни дизајнери, бидејќи ти си дизајнер, издвоив, сакам да ми кажеш твое искрено мислење, дали имате можеби соработувано, дали се знаете лично, кое е твоето мислење? Океј. На прво место имаме Моника Коцарева, како ти се допаѓа нејзината работа? Јас Моника многу ја почитувам, пред се како жена, дизајнер, мајка, навистина има многу успеано во тоа што го работи
и имаме супер однос и приватно. Така да браво за сето тоа што го има направено и можам да кажам дека ете она сега имаше и прослава на 10 години месечини од незината работа, можам само браво да кажам. А следно имаме Анастасија Атанасовска. Реално не ја следам незината работа и не можам да зборувам, така да морам да прогуглам, да видам што точно работи. Не можам да зборувам, бидејќи навистина не следам детално што работи. Добро. А следно имаме Љупка Митрова, разговаравме пред малку и за Да, разговаравме за Љупка, јас пак ќе кажам, секој има свој собствен стил, без разлика на мене тоа дали ми се допаѓа или не ми се допаѓа. Љупка е многу личност која што е екстремна и ја искажува женската сензибилност во незините дизајни. Некои дизајни незини би носела, некои никош не би ги облекла, така да исто и кај Моника, значи не дека јас сега нешто ја фаворизирам Моника или искрено мислам. Но искрено мислам дека има парчиња кои што би ги облекла и така да изгледаш женствено и секси и убаво. На следно место ја имаме Ивана Кнез. Ивана Кнез е моја генерација, значи ние многу долги години се знаеме. И она си има некој свој собствен стил и свој собствен вајб кој што се го тера во низините колекции. Мене ми се допаѓа што она го има задржано тоа истото низ годините и не скока од трендови, не прати трендови, не скока од едно во друго, него си го задржува тој низин собствен стил. Добро. И за крај ја имаме Елена Лука. Елена Лука, значи искрено можам да бидам, женава работи долги години, но нема конзистентност во однос на дизајните, што значи тоа за мене. Никако се измешани сите колекции во незините дизајни. Значи не е твој вкус. Не зборувам овде за вкус. Кога една куќа прави нешто, една модна куќа прави нешто, треба да има еден собствен стил кој што ќе го гаи низ годините. Овде можеме автентичност по нешто. Овде може да забележиме дека сега има и од свечени тоалети, па некои кратки фустанчиња, па некои дневни шорцеви со кошулчиња. Јас разбирам дека можеби сака да допрат до поширока маса на луѓе, но низ годините ми го нема тој еден стил кој што како модна куќа треба да се гаи. Може да се заклучи дека е многу битно да се биде автентичен низ кариерата. Токму така знаеме, значи кога ќе спомнеме Шанел, знаеме што прави Шанел. Значи кога ќе спомнеме YSL, знаеме, значи одма ни се ствара слика на брендот. Значи тоа сакам да го кажам. Маја, да се заблагодарам уште еднаш што беше мој вечерашен гостин. Се надевам дека си помина пријатно во моја атмосфера. Јас искрено си поминав прекрасно и мислам дека имавме еден топ разговор. Ти благодарам за поканата, навистина ми беше пријатно кај вас и за овој разговор, па се надевам се гледаме во некоја следна прилика. Да. Ви благодарам и на вас, драги гледачи, што останавте со нас до самиот крај, што ги пратите нашите претходни емисии и социјалните мрежи на профилите на Hype Македонија, а ние се гледаме следната недела во 20 часот. Пријатно!